Итало Калвино, познат публицист и истражувач, новинар, еднаш кажа дека земја која што го уништува сопственото образование и влада која што тоа го дозволува, е не заради недостаток од пари, туку заради страв да пред себе има луѓе кои што се слободни, слободоумни, слободомислечки, луѓе кои што ќе можат утре да едноставно да ја наблюдуваат и да ја коригираат во нејзините постапки. Оваа влада едноставно стави рака врз образованието, го уништи од основното преку средното до високото образование, навлегувајќи длабоко во автономијата на универзитетот. Оваа влада ги затвори најслободоумните учесници на студентскиот пленум. Денеска имаме нови 60 апсења и се очекува да ги изнесат пред истражен судија и најверојатно да им изречат мерка притвор заради тоа што не мислат како што мисли таја и заради тоа што слободоумно излегуваат со денови на улици и протестираат и кажуваат дека сакаат слобода и демократија. Значи, таа влада која што тоа го руши, таа едноставно запаѓа во сопствената стапица. Антонио Грамши во своите белешки од затворот напиша дека тогаш кога старото умира, а новото се уште не може да се роди, едноставно се остава простор да се ништата владеат и чудовиштата. Затоа ве повикувам да не се претвориме во чудовишта, да излеземе на 17 мај сите заедно, здружено, и да покажеме дека ни е доста од оваа репресија и дека конечно сакаме демократијата да завладее во нашата држава. Дека конечно сакаме вистинско образование, каде што младите луѓе ќе сакаат и понатака да се образуваат и да останат во сопствената држава, а не да ја напуштаат во толкав голем број за да никогаш не се вратат или да се вратат со солзи во очите на нечии огништа и гробишта разрушени. Ве повикувам сите да ни се придружите на нас, на коалицијата Граѓани за Македонија, да ставиме крај на ова безумие.